Поштовани гледачи, добро вечер, визави на програмата на Канал ВИС. Изминатиот период Струмица во ноќните часови има вистинско освежување ако се имат во предвид културните настани кои што се реализираат во рамките на манифестацијата Струмица град на културата. Ова манифестација која што започна пред месец и половина, можеби и повеќе, но и ќе трае во наредниве месеци, ќе биде дополнителна мотивација и причина за да бидеме дел од сите оние културни настани кои што се предвидени во рамките на Струмица град на културата. Тоа беше и причина во студиото или во визави на програмата на Канал ВИС да го повикам Петар Божинов или Перо Божинов од општина Струмица, кој што е одговорен или задолжен за самата манифестација Струмица град на културата. Божинов, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Реков дека веќе се реализираат одредени настани во рамките на оваа манифестација Струмица град на културата, но впрочем како дојдовте до идејата Струмица да аплицира, мислам дека и во изминатите години аплициравте, не го добивте тој епитет, односно таа привилегија годинава за 2021-та, иако се уште ковидот не стега или пак демне на нас. Па така, пред се благодарам за можноста да објаснам на гледачите што значи уствари Струмица град на културата. Тоа признание го добивме врз основа на секоја година Министерството за култура распишува таков конкурс. Ние одлучивме, претежно направивме едно координативно тело помеѓу културните работници во Струмица, претежно кои ќе доаѓаат од институциите, и соберавме се што можеме да собереме како информации од претходните години, како било искуството досега. Искрено јас прва година учествував во таква една апликација и тоа што уствари увидовме дека уствари општина Струмица има негде околу 100 до 120 настани во текот на годината и сите тие ги споивме и ги аплициравме до Министерството за култура, и бидејќи беше периодот февруари, ние се уште немавме информации што е тоа конкретно што Министерството за култура ќе ја подржи општина Струмица, односно институциите на подрачјето на општина Струмица, што ќе можат граѓаните да посетат некои од настаните. Да разграничиме само, запамнете ја мислите. 120 културни настани кои што се и на институциите, кои што се под капата на Министерството за култура, и оние кои што општина Струмица од сопствените средства ги спроведува или ги реализира. Да разјасниме, 120 настани, тоа се и на Министерството за култура, но и општина Струмица кои што секако од сопствени средства ги. Точно така. Значи, еве сега ќе пробам во малку што можам по-конкретно да објаснам. Општина Струмица секоја година има настани кои што претежно ајде од 20, 50 до 30 настани кои што ги поддржува од сопствената програма, од сопствениот буџет, од програмата на култура. Се друго е настани кои што добиваат финанси од Министерството за култура. Домот на култура, библиотека, музеот, Домот за деца и млади и физички лица кои што аплицираат на повиците до Министерството за култура. Но и граѓански здруженија. И граѓански здруженија кои што се од областа на културата. Се извинувам, бидејќи како општина Струмица имаме координација и консултации со овие здруженија, се со цел да можеме да оформиме една програма. Така. Аплициравте врз основа на она што минатата година мислам, пресек направивте, колку настани или пак последниве 2 години, со оглед дека рековте во февруари Министерството за култура го објави повикот, ако не се лажам, така рековте? Да. Колку кога аплициравте, дали додадовте нешто или само врз основа на она што како 120 настани? Така, ако не добивавме некој овој примат Струмица град на културата, што за нас е привилегија и голема одговорност, општина Струмица во 2021 година ќе реализираше плюс-минус 120 настани. Така. Како на подрачјето на општина Струмица, вклучувајќи општина Струмица, тоа што го спомнавме, и сите културни институции. Тоа е нешто што беше планирано за 2021 година. Но, бидејќи имаше проекти и активности кои што луѓето, здруженија на граѓани, институции кои што аплицирале до Министерството за култура, но не беа поддржани од Министерството за култура, висеа на страна. Ние повторно ги собравме и ги аплициравме во град на култура. И тогаш беа веќе одобрени, и затоа сега веќе не се 120 настани, туку се близу 160 настани. Тоа е разликата
кои што веќе 120 настани добиваат една поорганизирана форма и дополнителни настани кои што биле планирани преку некои институции, но не добиле можност за реализација. Добро, и објаснувањето на Министерството за култура беше дека општина Струмица изрази подготвеност од собствените средства да финансира многу од овие настани кои што се доставени, за разлика од останатите. Барам такво беше од објаснувањето кога се доби ова. Не е проблем да се спомне и тоа, бидејќи општина Струмица доби конкретно 2 милиона 970. За да ги добиеме овие 2 милиона 970, ние моравме да прикажеме дека општина Струмица уствари има активности кои што и самата општина и институции се заложени за да направат дополнителни настани. Ако ги собереме сите настани, јас мислам дека негде беше околу 12 милиони денари, вклучувајќи ги општина Струмица и сите институции и дополнителни 2 милиона 970 и со тие приближно 15 милиони денари да имаме ние околу 160 настани во текот на годината. Така, колку градови беа во конкуренција на ова? 5 града, не сум сигурен кои беа точно, мислам дека беше Гостивар, Кавадарци, мислам така, не сум сигурен. Божинов, ја очекувавте ли ова манифестација да биде доделена од страна на Министерството за култура? Па на почетокот да, но кога поминаа 2-3 месеци, кога немавме одговор, искрено мислевме дека веќе има изберено некоја друга општина и ние си почнавме со реализација на тоа што беше предвидено. Активности така. Бидејќи нашата програма е поделена по месеци. Самите временски услови не дозволуваа повеќе настани, затоа ги пролонгиравме претежно за потоплите периоди. Али си отпочнавме, нешто имаше ситни активности и за време на Струмичкиот карнавал, и во март имаше некои активности, но веќе од април почнавме малце со поголем интензитет на реализација, но веќе средината на мај ја добивме оваа информација и мислам дека е една добра можност за Струмица да се екипира во однос на културата, бидејќи сметаме дека имавме некоја слабост, барем јас од моја страна така ја гледав, дека таа некоординираност ќе дојде некој и ќе каже добро луѓе, нема настани 3-4-5 дена, во еден ден 2 или 3 настани. Така. И мислам дека најпрво ќе ги разграничиме тие работи, мислам дека ќе добиеме сите заедничка на подобра логистика, сите заеднички добиеме еден подобар маркетинг, оваа координација која што ни недостасуваше и се надевам дека во иднина граѓаните ќе имаат подобри информации во однос на месечните програми кои што општина Струмица како општина ги може да ги постават. Така. Она што сакав да ве прашам, кога аплициравте, се уште бевме во оној втор пик од пандемијата COVID-19, не ве поколеба сепак, нели, таа масовност, иако и се уште, нели, мора да се почитуваат тие протоколи и мерки за заштита од COVID-19. Па претежно сите настани кои што беа на некој начин испланирани, има и опција Б. На некој начин, што ако некој настан треба да нема можност за масовност, дали има можност за реализација на затворено, па во затворено полесно можеме да контролираме публиката. Но за среќа се отворија, нели, повеќе можности сега. Се дозволи групирање на отворено. Дозволено и ќе има малку повеќе слободен простор и мислам дека и самите настани кои што се доста интересни, но претежно не се некои настани кои што ќе привлечат внимание од некои странски гости, па да може евентуално да дојде до такви некои големи поголема масовност пред се на публика. Така е. Рековте дека ако до минатата година сите културни институции, па и општината реализирала некој околу 120 настани од областа на културата, велите ова во рамките на оваа манифестација се планирани некаде околу 160 културни настани, за што некаде финансиската конструкција е приближно околу 15 милиони денари. Која правеше програмата? Програмата секоја година, тоа што е од општина Струмица, е претежно од 28 здруженија или физички лица од областа на културата. Претежно, ајде да кажем 70-80% се преповтараат веќе како некоја традиција и секоја година до крајот на годината се доставува барање од општина Струмица, дали некоја здружение има предлог
активност, настан, млади бендови, млади автори кои што сметаат дека треба да бидат поддржани од општина Струмица и така ги внесуваме во годишната програма и потоа сме веќе во комуникација. Тоа е едниот дел што сме били инволвирани како општина Струмица. Тоа го ставивме на располагање како на Струмица град на култура и потоа сите информации кои што се од Домот на културата, од музеот, од нивните годишни програми ги споивме и ги ставивме во една Сакате да кажете дека ова е сублимат од сите програми на културните институции. Центарот за култура Антон Панов си има креирано програма кој што ќе биде дел од Струмица град на културата. Јасно, во тие моменти немавме сите, например, конкретно здруженијата немаат информација дали од министерството добиваат финансии или не, бидејќи веќе тоа се аплицираше во февруари. А се уште ги немавме резултатите за поддршката од Министерството, но начелно, кога почнавме да ги вметнуваме сите тие информации, имавме во обзир и тие кои што евентуално не се сигурни. Понашто ве разбрав дека она кој што ги покрива општина Струмица и ги планираше во годишната програма, ја креираат представници од општината, ако не се лажам, во соработка со граѓански здруженија кои што се од областа на културата, колку што верувам. Граѓански здруженија, тоа и да не е Струмица град на културата, они се го доставуваат тоа барање за да влезат во програмата. Да, ма на кој одлучува Божинов кој проект, дали мојот или нема проект кој што е одбиен? Значи има разграничување само на настани кои што еве така. Конкретно ако станува збор за општина Струмица, свесни дека нема конкретен јавен повик со испрецизирани мерки и критериуми, затоа општина Струмица треба да формира оделение за култура во кој што ќе може малку подетално да се занимава на овие теми, но се додека не се реализира ова оделение, прифаќаме се што е како, бидејќи работам во кабинетот на градоначалникот, ги прифаќаме сите предлози. Така, идеи, сугестии, проекти. Градоначалникот има можност, бидејќи кога се освојува буџетот, има ставка поддршка на тековни настани во текот на годината. Некој и да не е едноставно да не ја прифатил пораката дека до крајот на годината треба да аплицира и во тековната година може да достави било какво барање за негов настан и општината претежно тука Да, но во секој случај претпоставам дека размислувате за формирање на одредено тело кој што ќе направи. Тоа е потребно веќе на општина Струмица. Не е во ваша компетенција со оглед дека тоа нели и систематизација и така натаму. Почнавте во мај поинтензивно или рековте април. И тука гледам делот на станите за јуни кои што треба да следуваат во јули. Колку сте задоволни од тоа што досега го сработевте како организационен одбор? Не само вие, тука се вклучително сите оние културни институции кои што функционираат во општина Струмица. Колку сте задоволни од досегашното што беше предвидено во рамките на манифестацијата Град на културата? Во поорганизирана форма почнавме во јуни. Во јуни го направивме и ова официјална месечна програма, што, не знам, се надевам дека дел од граѓаните ја имаат сретнато овој плакат, го имаме излепено на, не знам сега дали има можност да го покажам. Еве, може да се гледа така. Изгледа отприлика дизајнот. Значи, секој месец, на први во месецот го објавуваме на телевизија, на социјални медиуми, на општинска страна и на претежно на сите општински и државни институции е залепена оваа плаката и можеби некаде на неколку места низ градот ја има. Така. И ќе можат луѓето, граѓаните да се информираат што уствари во кој ден, на која локација ќе има настан кој што е поддржан во рамките на Да, но прашањето ми беше колку се задоволни од тоа посетеноста, реализацијата, сепак одзивот на нели настан се реализира за да биде тука луѓево не. Сега не бараме ние масовност во услови на пандемија, но како поминаа сите тие досега настани. Еве гледам тука имало джез концерт, сајамна книга, театарска представа Умри Машки. Зборам за од јуни манифестација Средба под јаворите, видео е Подгорец.
Кесна десетка, и One Way Dance, и така, сега да не ги набројувам дел од оние кои што веќе поминеле во месец јуни. Колку вие лично сте задоволни? Мислам дека не можам да кажам дека сум ја 100% задоволен, бидејќи се уште имаме некои слабости. Јас се тргнувам прво од самиот себе, дека за прв пат го правиме ова. Сам надеж дека и да не сме официјално изберени од Струмица град на култура од Министерството, ние треба поорганизирано да делуваме на територијата на општина Струмица, се со цел граѓаните да бидат подобро информирани и да можат да дојдат на некој настан во кој што сакат да го посетат. Доста недостасуваа овие информации во јавноста. Искрено сум задоволен од посетеноста, согледувајќи дека и не повикуваме на толку големи масовности, познавајќи ги и самите препораки и мерки, но мислам дека како што одминува времето, луѓето веќе се веќе поинформирани за програмата, со надеж дека и сите, и вие како телевизија и останатите медиуми ќе имаат можност да ги споделат овие убави информации, се со цел граѓаните да бидат. Добро, тука може и лица кои што немале многу можност да се анимираат во јавност, еве таа е убава и можност, нели, ако доколку нивниот проект бил влезен во Струмица град на културата. Прашањето следно ми е за каков тип на настани. Спомнавме тука и книга, и театарски представи. Што се можат во рамките? Се што е култура. Се што е култура, се што е било планирано во Дом на култура, се што е било планирано како во библиотека. Дали доминираат повеќе музички концерти, дали театарски представи, дали поезијата повеќе доминира, со оглед дека има во Антон Панов, во библиотеката, амфитеатарот, отворената сцена, ако не се лажем, исто така активирана, што повеќе доминира? И што еве Струмичани до сега доминира, имаше и неколку театарски представи кои што беа гостување во Домот на култура. Имаше неколку вечери како резервирани за поезија. Така се погоди периодот, а и така повеќе одговараше, бидејќи музичките настани претежно знаат да бидат попосетени во однос на млади кои што не така можеш лесно да ја укажеш, треба да седнете овде, па треба да има празен простор, па повторно да има некој седење. Али се надеж дека мерките ќе бидат уште повеќе улабавени и дека ќе ни дозволи во месеците август да имаме повеќе концерти на отворено и тогаш ќе доминираат музичките концерти, а сега повеќе доминира тоа што го спомнавме, поезијата. Да, ајде да не се навраќаме на она што помина. Би сакам малку повеќе околу програмата на Јули да анимираме и да афирмираме што се Струмичани ќе имаат можност да видат. Ако не се лажам, пред еден известен период студиото за модерен балет Газели имаше во големата сала концерт. Што се друго ќе имате, со оглед дека денеска сме 1 јули, а до 30 нешто гледам околу 21 настан. Што се можете, отприлика она што сметате дека треба да биде посетено, видено, да се ужива, да се од овие горештини да се излезе. Еве забележам дури и школа за кавали, што може и млади дете да се однесе. Јасно. Па мислам дека сите настани заслужуваат подеднакво внимание, бидејќи сите си има, нели, секој кој што го има модифицирано овој настан си живее со овој проект. Ние како екипа само го прифативме да биде во рамките на Струмица град на култура. Јас сметам дека настаните се доста интересни во завис од публиката кој каков настан почитува. Но мислам дека е толку разновидна програмата што мислам дека секој може да се пронајде во некој настан, конкретно нешто што толку не е вообичаено за Струмица и ретко може ретко ни доаѓа во Струмица. На 23 имаме танец. Сега искрено да ти кажам, 23 некако ми влезе во очи фолклорен музички ансамбл танец на отворено. Па сите настани кои што претежно ги реализираме, да кажеме, се во амфитеатар, кој што е лимитирано посетеност. И може да дојдат 100, 120, 130 луѓе. Но тоа ќе го направиме на площад во кој што ќе можат сите струмичани, знам дека ајде искрено сите сакаат на корзото и тука на площадот да видат и мислам дека тука вреди да се излезе специјално да се дојде од некој друг град за овој настан. Исто така и следниот ден. И тоа Валцер под звездите. Валцер под звездите, исто така еден интересен спој на наши струмичани
кои што живеат и работат во Виена, кои што се занимаваат со опера и со музика конкретно. Со нивни колеги од Македонска филхармонија, со колеги од Македонска опера и балет и прават еден спој од 27-8 музичари и тоа ќе биде еден голем настан. Можеме да заиграм јас и супругата валцер на плошнот. Па мислам дека ќе заиграш. Мислам дека ќе те понеси атмосферата, по тоа што го имам како информација од самите организатори. Ние пак ќе кажам, тука се појавуваме како поддржувачи, но тоа што го имам како информација, мислам дека ќе биде многу убав настан. Но да не ги запоставиме. Неблагодарно е, бидејќи да не ги запоставиме са тоа, ајде како да кажам, бидејќи бев насочен да потенцирам нешто. Не е за подценување ниту ноќните патеки цареви кули или пак она што изображено на фотографија од... Си има од спомнавме, нели, газелите се привлечуваат посебно внимание, настан по повод на Љубен Ташковски, си имаме концерт на Даница Стојанова на 5. И ова е добро. Еве, во сабота промоција на сликовницата споменикот песни од Видео Подгорец илустрирано од Ване Костуранов. Да, тоа ќе биде во паркот. Луѓето ќе можат да ги донесат своите деца. Мислам дека ќе биде интересен настан, ќе се случува овде тука непосредно пред градинката во паркот. И мислам дека ќе биде една убава можност за дружба помеѓу децата и да бидат запознаени со оваа нова сликовница. Да, видовме, рековме Ричлиев со школата на Кавали, спомнавме за Даница Стојанова, кој што има концерт музички бисери за пијано. Извини, театарска представа Ѓаволски работи. Дали тоа се представи надвор од... Надвор се од нашиот ансамбл, од Домот на културата. А ова поврзување КИЦ на Македонија во Софија, имавте едно такво поврзување со Полска, ако не се лажам? Сега овие денови преку Europe House Струмица беше активност. Оно не беше конкретно влезено во Струмица град на култура, али тоа се случува непосредно и секој пат сме тука да можеме да ги прифатиме тие посети и активности. Но ова конкретно со КИЦ Софија е изложба на Софијската изложба кој што ќе ја пренесеме во Струмица, ќе биде на располагање неколку дена во фојето на Домот на култура. Да, патронен празник на библиотеката Благо Јанков Мучето, етно ноктурна, ноќна музика. Тука во амфитеаторот исто така еден интересен настан. Вокал, пијано, кларинет. Ова е интересно, млади, претпоставувам роднокрајни струмички литерати, дека ќе имаме промоција на 16 јули. Младите со лица со телесен инвалидитет ќе имаат музички фестивал во сабота и така да не. Она што пак да потенцирам, струмичани, доколку ја видите оваа програма, можете слободно да земете, не знам, претпоставам дека има и во општината, но фан страна Струмица град на културата, ако не се лажам, на Facebook, таму ги има буквално сите настани или на strumica.gov.mk исто така може да се видат сите настани, па оно кој што сметате дека може да го привлече вашето внимание, а топло ви препорачувам голем дел или на сите да бидете присутни, запазувајќи ги сите тие заштита од ковид мерки, зошто да не да потврдиме дека Струмица е навистина град на културата. Понатаму август, еве тука сега спомнавме нешто со јули и во август исто така ќе има доста настани, бидејќи јуни некаде 20-тина, јули 20-тина, август како ви е планирано? Тоа што беше реализирано спомнавме, имаше мал број на настани во јануари, февруари и март, април нешто поголем број и тука се вкупно беа негде мислам дека негде околу 40 настани се вклучувајќи до мај. И веќе како што можеме да забележиме, јуни имаме над 20 настани, јули имаме над 20 настани, така ќе биде и во август, така ќе биде и во септември. И после веќе во октомври, ноември, декември, повторно имаме негде од кај 10 до 5-16 настани. Така. Дали во оваа манифестација град на културата се предвидени, ако веќе сте го размислувале, делот настаните од Струмица Open Fest, иако минатата година, нели, заради ковид пандемијата, некако, нели, беа во помал обем. Во помал обем, се планирани ли во ова? Се планирани не само настаните од Струмица Open, како што спомнав, тука се планирани ликовната колонија, фестивалот на камерен претпоставувам. Така. Камерен театар, тука и Астерфест, сите активности кои што беа планирани без поддршката дополнително од Министерството за култура,
си беа се ставени во склоп на Струмица град на култура. Така, значи може да очекуваме и во август да имаме и музички концерти, Да. и поетски средби, и театарски представи. Јас ја имам и конкретно распоредена програма, мислам ја имаме сите кои што сме инволвирани во ова Организација, координација. Координација град на култура. Но деталните програми ги правиме непосредно пред крајот на месецот за следниот месец. Бидејќи сакаме баш да бидеме искоординирани, да не се појават два настани во исти ден или на некоја слична локација со некоја слична таргет публика кој што би можел да го посети настанот, и мислам дека до негде успеваме да се искоординираме. Повторно ќе кажам, со одредени слабости кои што тоа треба да ни биде само мотивација да бидеме Дали ова организација или координација или пак со оглед дека ова мора да биде координација и да ги организирате сите настани од една точка, ако можам така да се изразам, имајќи во предвид дека тука се сите културни институции, ќе ви даде поголем капацитет така да работите и следната година, бидејќи не може два пати едно по друго Струмица стане. Па сигурно, тоа што во еден разговор со градоначалникот, кога ме праша, што биде, ќе бидеме ли град на култура? Викам, градоначалник, веќе со тоа што веќе сме направиле некоја координација помеѓу сите институции, сметам дека веќе нешто добивме како општина, како целина, со тоа што ќе бидеме подобро искоординирани и подобро пласирани информации до граѓаните. Тоа што го спомнавме, најбитно е тоа што се прави, да го направиме за посетители, да може да бидат добро информирани, да бидат навремено информирани, да може секој да се го испланира времето ако сака да присуствува на некој настан. Овие финансии сигурно се направени, се определени за настани, а тие настани треба да направат да биде Струмица едно по-пристојно место за живење и да биде еден квалитетен живот. Да се збогатат и содржините во ова време, имајќи во предвид дека струмичани се покажале како доста големи љубители на културните настани. Рековте дека при секој пред почетокот на еден иден месец седнувате вака сите некои што сте таму инволвирани и правите таа програма за следниот месец. Како ќе биде октомври, ноември и декември, бидејќи ова е град на културата за една цела година. И дали во тој период и досега гледам... Зашто како ќе биде во октомври? Мислам, сепак, нели, ако од она што го гледам, има и на отворено, но сепак времето... Ми беше зборот, нели, сепак и тука е пандемијата. Што, како понатаму? Тоа ми беше зборот. Дали ќе планирате поместување на одредени настани од октомври, ноември, па сега да... Тоа ми беше зборот. Не знам како ќе се одвива целата ситуација. Значи, сите не знаеме, дали го имате тоа сценарио Б? Пред се, нели, тоа што се надеваме дека ќе биде така релаксирано со можност за организација на настани, но тоа што го наведовме на самиот почеток дека во затворени простори имаме можност за контрола на публика и ако тоа не е благодарно да го правиме, но ако мерките укажуваат за припазување строги протоколи, тогаш ќе мора така да... Тогаш и вие ќе мора нешто да редуцирате од вашата... Али со надеж дека имаме и големи сали, во кои што едноставно мислам дека ќе има простор за сите што се заинтересирани. Да. Само за крај, планирани ли се гости во рамките на ова, нели, го спомнавме, на пример, ансамблот Танец кој што доаѓа од Скопје. Мислам, ги има, ајде да не ги набројувам, но од странство, дали ќе имаме некој културен настан, и овој Валцер под звездите, вели кажавте струмичани со австрици нешто, и македонската опера и балет, дали во таа програма и она што го планирале останатите културни институции во земјава, нешто планирале да донесат театарска представа од Србија или не знам сега, карикирам, ќе има ли нешто такво во ова или во рамките на фестивалот на камерен театар, предпоставам? Дали сите не сакам да навлегувам во секое едно посебно здружење. Конкретно бидејќи сум повеќе инволвиран во Струмица Open, се што беше направено како програма се правеше со цел да може да бидат достапни, бидејќи не знаеме како ќе бидат препораките, и затоа кога се планираше
во месец ноември и декември минатата година се планираше да бидат македонски артисти. Така и ќе биде испочитувано. Мислам дека претежно тоа го имаа во предвид и организаторите на Камерниот театар Ристо Шишков и на Астерфест, но со надеж дека можеби ќе дозволуваат можностите и финансиите да имаме и некои странски учесници. Да, профилот на публиката ме интересира помлада, повозрастна популација. На настаниве досега кои што се реализира, ги има ли од сите години? Мислам дека ги има од сите категории. Како јас мислам старосната граница, значи често знаеме да таргетираме публика, бидејќи ако е секој настан од старт кога се организира, можеш да претпоставиш каква публика би ти дошла. Претежно поканата е до сите, но јас лично кога знам дека некој обожава поезија и мислам дека нема толку достап до социјални медиуми, знам да го поканам лично, знаејќи дека има некој настан од поезија, што мислам дека ќе ти биде пријатно да присуствуваш. Или пак ако има рок-н-рол концертче, зошто да не се биде. Мислам дека општо луѓето не недостасува настани периодот. Така, апсолутно. И мислам дека тоа е едно добро освежување за сите струмичани. Повторно ќе спомнам со одредени слабости, не знам луѓето колку се информирани за сите настани кои што се случуваат. Оваа подршка ја очекуваме и од телевизијата и од сите други медиуми, секој да ја пласира кај што може, се со цел да можат да бидат информирани, бидејќи сите настани, па мислам дека 100%, ајде 99% се бесплатни и таа целта да може значи, без пари можеш да си видиш. Сите тие настани, 160 настани во текот на годината, за да можат струмичани едноставно да абсорбираат што е можно повеќе култура. Така. Божинов, се надевам дека ќе успеете да ги испокоригирате оние слабости кои што сами си ги детектиравте, предпоставам, нема и да ве прашувам, бидејќи од она што како информација ги имам дознаено, дека сепак постои задоволство кои струмичени од настаните кои што ги реализирате и дека се испреке некоја порака на позитивна енергија, исплотување со оглед на и времето, но и овие жешки температури, сепак можност да се излезе надвор од домот. Успешна организација понатаму, се надам дека успешно ќе ги координирате сите активности. Јас само би кажал на крај дека буквално програмата може да ја најдете и на сите, односно на Facebook, предпоставам и на Instagram. Ја имаат посебна фан страна Струмица град на културата, доколку сакате да видите што може, што следува, слободно кликнете, ставете лайк таму, ајде една реклама да ви направи. Благодарам. И ќе ги добивате информациите што се предвидува Струмица град на културата за месец јули. Од она што го спомнавме, има и концерти, има и поезија, и театарски представи, и промоции на книги, и валцер под звездите, барем тоа што ми остана како впечатливо. Божинов, успешна организација. Ако нешто пропушти, слободно. Па, јас само би се заблагодарил на сите институции, претежно на сите раководители на сектори и сите кои што учествуваа во креирање на оваа програма, до сите здруженија на граѓани кои што дадоа свој придонес, до сите физички лица кои што имаа свој придонес во оваа програма, а и до сите луѓе кои што искрено се израдуваа на информацијата дека Струмица го доби овој епитет, можеби кој што и пред некое време можеби требало да го добие, но не е тоа, ајде, ова е признание кој што не мотивира, не сплоти дополнително, со надеж дека ќе направиме еден терк за во иднина како да продолжиме. Не мора да бидеме Струмица град на култура во наредните години, културно лето може. Да може едноставно да ја имаме оваа координација, да се сватиме сите заедно, да седнеме, да дискутираме, да направиме програма кој што едноставно секој ќе има можност да креира и секој ќе може да се пронајде во Струмица
без разлика на епитетот да си остане како општо. Па да, Струмица град на културата и понатамо да остане, како што јас милувам да кажам, Струмица град на спортот. Божино, јас ви благодарам, Божино, што бевте дел од емисијата Визави. Вам, почитувани гледачи, благодарност за вниманието со кое што не следевте. Не заборавајте дека речиси секоја вечер овде во Струмица, дали тоа ќе биде во Центарот за култура Антон Панов, дали во Струмишката библиотека, дали во летната сцена на амфитеатарот, во градскиот парк, на Струмичкиот плоштад, има културен настан кој што заслужува ваше внимание. Секој добро и останете со програмата на Канал Вис. Пријатно.